Почитувани, изборот на Лидија Неделкова за претседател на Врховниот суд на Република Македонија представува уште еден атак врз независноста и професионалноста на судството. Тоа е новиот пример како судството станува целосен заложник на извршната власт. Сега, од врвната позиција во судството, Неделкова комотно ќе може да продолжи со спроведување на потребите на ВМРО-ДПМНЕ и контролирање на политички мотивираните судски процеси кои ги наметнува овој режим. Ние сме загрижени за изборот на Неделкова и стравуваме за владењето на правото и за независноста на судството, за неселективноста на правдата, затоа што незината кариера експресно напредува, токму преку политички монтираните процеси. Прво, Неделкова го притвори градоначалникот на Струмица Зоран Заев за случајот Глобал и на два пати му се спротивставуваше на истражниот судија кој наложуваше Зоран Заев да го следи процесот од слобода. Тоа беше незината прва одскочна даска со која си ја заработи позицијата председател на Кривичниот суд. Како председателка на Кривичниот суд под нејзина палка им се пресуди на Велија Рамковски и на Љубе Бошковски, двата најочигледни примери како власта се справува со неистомислениците. Од позицијата председател, Неделкова по налог на власта ги следи двата процеси и незиното влијание врз текот на судењето и одлуките беше неколку пати коментирано во медиумите. Затворањето на Бошковски и Рамковски представува втората одскочна даска за Неделкова да премине во Врховниот суд, прескокнувајќи едно важно скалило во судската хиерархија, апелациониот суд. Дека процесите кои се суделе додека таа раководи со Кривичниот суд се политички мотивирани, потврдуваат извештаите од релевантните организации и институции како Amnesty International, Репортери без граници и Американскиот State Department, кои директно со име и презиме ги посочуваат случаите Бошковски и Рамковски како политички монтирани и како пример за злоупотреба на судството од страна на извршната власт за пресметка со политичките неистомисленици и критичките медиуми. Токму преку ваквите судски процеси се изгради инстант кариерата на Неделкова, која е една од главните алки од планот на власта за окупација на судскиот систем. Само што стана врховен судија по затворањето на Бошковски и Рамковски, Неделкова за неколку месеци се наметна како најуспешна во плејадата возрастни, искусни и професионални судии во Врховниот суд и застана на првата позиција. Со изборот на Неделкова, Судскиот совет стави дополнителни окови на македонското судство. Судиката која експресно напредуваше преку политички монтирани случаи, сега е главна во судскиот систем, а како председател на Врховниот суд ќе одлучува, ќе насочува и ќе врши целосна контрола на судскиот систем за потребите на овој режим. Во оваа прилика сакаме да апелираме до сите судии во Република Македонија да истраат и да не подклекнуваат на притисоците што Лидија Неделкова, сега веќе од позиција на председател на Врховниот суд, уште посилно ќе ги врши врз нив и да бидат убедени дека многу брзо ќе се создадат услови за преиспитување на работата на овој состав на Судскиот совет. Тоа, меѓу другото, ќе значи и дека Лидија Неделкова нема да има можност да го заврши докрај мандатот за председател на Врховниот суд. Благодарам прашање. За нас е несватливо како беше возможно, ние тоа што туку го кажавме, единствен критериум е политичкиот активитет и партиската поврзаност на Лидија Неделкова со режимот на ВМРО-ДПМНЕ. Во незиното објаснување, ако се сеќавате, на исто во ова прашање новинарско, но и на стручната јавност, како можеше да го рипне скалилото апелационен суд, незин одговор беше дека незината плата во Основниот кривичен суд како судија за организиран криминал била на ниво на плата на апелационен судија, што се разбира може да служи само за подсмев и ништо повеќе.
Димитар Бузлевски самиот си го одбра правецот на неговото политичко действување, кој е во директна спротивност со политиката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ваквата наводно независна кандидатура единствено оди во прилог на потребите на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Предпоставуваме дека Димитар Бузлевски е потполно свесен за последиците од оваа негова активност и постапка. Според статутот на Социјалдемократскиот сојуз, појавување на некој член на СДСМ на независни листи или пак на листи на друга политичка партија без согласност на партијата е доволен основ за негово исклучување од партија. Во овој момент постапка за исклучување на Димитар Бузлевски не е отпочната. Сите опции се возможни со оглед на статутарната одредба која што туку ви ја цитирав.